кај спортот е ведно изненадување. Да видиме дали Наташа ќе успее да им исконтрира на претходните двајца. Колку ми се чудни машките. По цел ден киснат пред телевизорот и гледат фудбал, и тоа не наш домашен, туку странски, и стварно не можам да ги сванам Никола и Тони, кои цело време зборуваат само за кавдаречкиот спорт. А и што нон-стоп седат пред телевизорот, туку и знаат да заглават во некоја кладилница и да се облажуваат на нивните омилени тимови, а нас девојчињата да игнорираат дека ние немаме врска со спортот. Сега ќе им покажам убаво дека и ние женските знаеме сосема доволно за меѓународниот спорт. Ќе почнам вака. Во италијанскиот фудбал битката за шампионската титула ќе се води помеѓу Милан и Јувентус. Нашиот Горан Пандев и неговиот Наполи во моментот се на 4-то место со добри изгледи да останат таму. Во Германија Борусија од Дортмунд ја одржува предноста 5 бода пред Бајерн Мюнхен. Во Франција изгледа ПСЖ и Монпелје ќе водат мртва трка. Во Шпанија Реал има големи 6 бода предност пред Барса, а во Англија титулата ќе остане во Манчестер, но дали во Юнајтед или кај Сити. Ете, гледате дека и ние женските знаеме многу за фудбалот, и не само за фудбалот. Јас си ја сакам и формулата. Знаете, во Австралија победи Батон, а во Малезија Алонсо. Си гледам и тенис, атлетика, НБА. Што вака ми мириса? Ви мириса ли вам? Леле, ручкот ми изгон.